for Papa Sierra, and he would also like to make a short QSO with you. So, 73 from now, and Shalom. 4-7-9, Whiskey Alpha Romeo Charlie, this is Reserve for Mike Japan out clear. Roger 4Z4 Mike Julia, this is 4 Oscar 79 Whiskey Alpha Radio Charlie. Okay, dear friend, thank you for 5 and 9 plus 10 dB for me. That's quite a good signal report for me, and the rigs I'm using here. Што тука одржа врска со Израел, а позивниот знак на Израел е 4Z4MJ. Како би го спелувале на македонски 4 Загреб, 4 Мостар, Јадран. Ова беше радиоматер како што нагласив од Израел. Добив од него многу добар рапорт за моите сигнали кои што ги емитував натаму и се интересираше за овој наш позивен знак, јубиларен позивен знак. Му објаснив дека тоа е наш јубиларен позивен знак во чест на шампионатот кој што се држува овде во Скопје на радиоматерите во гониометрија од Европа, Африка и Азија. Во бивша Југославија, па и по самата капитулација, радиоаматеризмот во Македонија беше мощно слабо развиен. Мал број членови со скромна техника и опрема. Но и тој мал број членови со тие своји скромни знања од прво време, од првите денови се вклучија во Народно-ослободителниот покрет и со своите скромни умешности успеа да за кратко време ја направат и првата радиостаница во Македонија. Значајот на оваа радиостаница е во тоа не само во успоставување на врските на главниот штаб на Македонија со врховната команда на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди, а посебно за врските со партизанските бригади во Македонија, како и врската за содејство со соседните републички штабови. А посебно треба да се нагласи значајот на оваа врска, на оваа радиостаница, што преку незе се преносија и се пренесе информацијата. Преку таа радиостаница се информира светската јавност дека македонскиот народ не признава окупацијата на фашистичка Бугарија и дека македонскиот народ од првите денови ступи во борба против таа фашистичка наезда во Македонија и дека ќе продолжи да се бори заедно со останалите народи на Југославија до незиното конечно ослободување. Посебно тие исти радиоматери покасно успеа да ја направат и првата радиодифузна станица од трофејна опрема. Оспособена беше една француска авионска радиостаница, преку која радиостаница беше информира, за прв пат го информиравме населението во Македонија за настаните во Македонија, за зверствата кои се чинат низ Македонија. И таа радиостаница беше претеча на останалата радиодифузна мрежа во Македонија. Преку таа радиостаница за прв пат чу и зборот македонски и за прв пат се чу радиостаница Слободна Македонија. Ние во нашата организација имаме повеќе илјадници уреди широ нашата земја. Во нашата република имаме над 200 радиостаници кои се стално во дејство и во употреба. Тоа значи дека овие врски се стално во употреба, значи дека се секогаш спремни за дејство, а тоа е посебно важно бидејќи се знае да оние средства кои не се употреба се под прашање дали во даден момент ќе бидат во можност да се искористат со оглед на нивната застареност или неупотребливост. Другиот елемент што многу поважен од областа на опремата е кадарот, ljudскиот момент, бидејќи радиоматерот, вежбајќи секојдневно на својата радиостаница, стално е способен, борбено е подготвен да одржува радиоврски. Познато е да радиотелеграфист обучен након 6 месеци прекинување на својата обука веќе не е способен за самостојна работа. Тука е поголемата важност кај радиоматерите, што тие секојдневно кондицираат на радиотелеграфија и радиотелефонија. Меѓутоа, важно да се напомене и следниот елемент.
da danes ovakva razvojna tehnika, elektronika, nije veće provađame od oblasti na kusi branovi i ultrakusi branovi, provađame na mikrobranovo područje. Tukaj veća pravime pojdovni podgotovki da ih dostigneme drugite regioni, sad koje što već je dosta napravila na ovaj plan, na tije mikrobranovi vrski. To se vrski održuvat preko meteoriti, preko sateliti i drugi nekoj sredstva što возможуваат работа на микробранови подрачја, како и радиоврски преку радиорепетитори. Радиоаматеризмот во Романија се развива во духот на соработката и хуманизмот меѓу народите. Во нашата земја, радиоаматеризмот одигра голема улога во одстранувањето на последиците од поплавите од пред неколку години, како и за време на земјотресот во Романија, воспоставувајќи врски меѓу разните семејства и учествувајќи во спасувањето на човечките животи. Радосни сме што овој шампионат се одржува во Скопје, град со кој имаме стари и традиционални врски. Во иднина, уште повеќе ќе ги развиваме врските со радиоаматерите од Скопје, со оние од цела Југославија и од други земји, кои во оваа прилика ги поздравувам и им пожелувам успех. Драги другари и другарки, најпрво сакам да изразам својата благодарност за вашиот мил дочек и прием на меѓународниот шампионат во аматерска радиогониометрија и да го изразам нашето задоволство од одличната организација. Ја изразувам не само мојата благодарност, туку и благодарноста на целата наша делегација за убавиот прием при престојот во Југославија. Учествувајќи на меѓународниот шампионат, верувам дека пријателството и солидарноста меѓу народите од светот, а особено меѓу нашиот и југословенскиот народ, и натаму ќе се зацврстува. Мислам дека посетата на нашите делегации на вашата земја е од големо значење, и тоа не само на културен, туку и на политички план. Посетата на нашиот председател Ким Ил Сунг на Југославија во 1975 година го потврдува тоа исто како и неодамнешната посета на председателот Тито на Кореја. За време на престојот на нашата делегација во вашата земја, имавме можност да се запознаеме со вашиот економски и индустријски развој. Убеден сум дека пријателството меѓу нашите народи, меѓу Југославија и Кореја, особено после посетата на председателот Тито, ќе се продлабочува и ќе се развива и во иднина. Од името на целата наша делегација и од моје лично име, ви се заблагодарувам уште еднаш и ви пожелувам се најубаво. 또 앞으로 더 나아가서 유고슬라비아 인민들과 체육인들 간의 이런 그 친선 유대가 더 확대 강화 발전되리라는 것을 확신하면서 이만 고치겠습니다. 감사합니다. Bien, je suis le président français des radioamateurs. Јас сум председател на француските радиоаматери и многу сум среќен што сум во Југославија, каде денес се одржува голема средба на голем број радиоаматери од Европа и од светот. Инаку, добро знаеме дека радиоаматерите пред се пријатели и покрај сите проблеми на овој вид на комуницирање, тие му служат на човекот и му помагаат во сите катастрофи. Како, например, во Скопје, пред некое време, во Удине, пред една година, како и во Франција, кога падна еден авион, и кога радиоаматерите интервенираа многу брзо и им помогнаа на сите професионални служби. Радиоаматерите се луѓе кои се технички оспособени, но и спремни да им помогнат на сите луѓе кои се во незгода во целиот свет. Последниот таков пример во Франција беше оној со бродот на морнарицата кој се наоѓаше во Гваделуп и чии два морнара беа каснати од бесно куче.
mordu par un chien. Радиоаматерите од Гвадалуп успеа да контактираат со радиоаматерите од Париз за да го замолат министерот на морнарицата да им каже каде се наоѓа бродот и така тие успеа да воспостават врска и да ги спасат двата морнара каснати од бесно куче. Тоа е само еден пример меѓу толку други, и тоа што треба да се каже е дека сите радиоаматери во светот ја пружаат својата рака за помош и верувам дека тоа е геслото на најголемиот светски тим за кого светот дознава бргу. Утрото на 26 јули радиоаматерите беа први кои што ја пренесоа веста до светот за катастрофалниот земјотрес што го знаеде Скопје. Преку својот систем за врски тие на светот, на Европа, први им ја пренесоа веста и нивната единствена цел беше да што побрзо пристигне помош на раздурнатиот град. Така да, уште со првиот повик, сите запоседнаа на своите радиостаници, солидарно ги прифатија врските со другите радиоаматери и веруваме ние дека таа помош на радиоаматерите беше драгоцена. Io ricordo due avvenimenti disastrosi. Се сеќавам на два настана, несреќни настани. Првиот кој се случи беше земјотресот во Скопје, ако не грешам 1963 година, и вториот од минатата година ист таков земјотрес, можеби уште појак, кој се случи во нашата северна Италија, во областа на Удине, во таа провинција. Во двата случаја, улогата на радиоаматерите беше решавачка. Радиоаматерот беше тој кој го даде првиот сигнал за аларм. Тој ги даде првите вести за она што би можело да биде потребно да се олесни несреќната ситуација како во Скопје, така и во провинцијата на Удине. Се сеќавам дека за Скопје замина еден доктор од Љубљана, кој со автомобил на југословенската милиција, ставен на негово располагање, и покрај сите тешкоти врзани со патувањето, заборавајќи го своето семејство, замина за да ги претрча дословно тие километри, тие долги километри кои ги делат Скопје и Љубљана, и да биде првиот кој ќе воспостави врска со целиот свет за да побара помош, лекови за сите оние кои беа погодени од оваа несреќа. Per tutti coloro che sono stati colpiti da questa calamità. Истата ситуација се повтори и во Италија, кога онаа вечер, онаа ноќ, отприлика минут после полноќ, еден радиоаматер од Удине успеа да воспостави врска, да даде аларм во цела Италија, во целиот свет, за она што се случи во оваа земја, која и порано поради слични несреќи беше напуштена со векови. Со радиоаматеризмот почнав да се занимавам уште пред 40 години како ученик. Од првин не ми беше јасно зашто се работи. Чувствував дека ме привлекува и долги години ми беше само хоби. Потоа осознав дека ова интересирање произлегува од фактот дека сакам да запознавам повеќе луѓе од сите националности, од сите земји на земјината топка. И така, ова внатрешно сознание се претвори во осмислена активност, која значи повеќе од хоби. И така, дел од мојот личен живот, дури и дел од моето здравје, му го посветив на радиоаматеризмот. Во една многу богата активност, во текот на многу години, имав доста примери кои ме доведоа до заклучокот дека врските меѓу радиоаматерите се се позначајни. Am avut multe exemple de a constata legăturile de solidaritate care există între radioamatori. Лично имав можност, сега добро се сеќавам на тој пример, кога пред неколку години еден романски инженер кој лежеше в болница, имаше потреба од некои лекови кои се произведуваат во една фабрика во Јужна Франција, во Ница. Кај мене дојде неговиот брат многу загрижен и исплашен, кажувајќи ми дека доколку не се набават 5 шишенца со лекот, тогаш во рок од 24 часа животот на човекот ќе згасне.
И тогаш, сосема разбирливо, и интерните и меѓународните правила дозволуваат итно ставање во погон на радиоврските за спасување на човечки животи. За време од 3-4 часа, колку што траеше ова моje настојување, воспоставив врска со еден студент кој живее на околу 150 километри од Париз. Му ја објаснив ситуацијата и тој ми вети дека брат му ќе донесе во Париз 5 шишенца кои без пречки можат да се најдат во секоја аптека, за да бидат итно испратени за Букурешт. Во меѓувреме, најдов еден радиоаматер од Ница, кој се обврза да стапи во контакт со лабораториите што го произведуваат овој лек и да го прати во Париз, за да биде транспортиран во Букурешт. Еден друг радиоаматер од Норвешка, од Осло, кој не беше во текст со претходните повици и разговори, ја понуди својата помош. Тој интервенираше преку Интерпол, кој стапи во контакт со романската амбасада во Париз. Лекот веднаш беше набавен и еден делегат кој случајно патуваше го зеде со себе за Букурешт. Од Ница со специјален авион беа донесени 5 шишенца до Париз. Авионот атерираше на аеродромот Бурже, полицијата чекаше со 2 моторцикла и, минувајќи со огромна брзина, низ цел Париз, го задржа на Орли авионот за Букурешт половина час, за да му го даде лекот на пилотот. Исто така, и студентот од околината на Париз ги донесе 5 шишенца и му ги предаде на пилотот, така што тројца луѓе од разни краишта, без да знаат еден за друг, ја донесоа порачката, така што наместо 5 шишенца добивме на располагање 15 шишенца, а животот на инженерот беше спасен. Ете, радиоаматерот е тој што помага. Тој што го дава собствениот живот, кој ја дава својата крв, ја става на располагање на целото човештво, а тоа го прави скришно, не велејќи ништо. Кога нешто ќе се случи, интервенираме веднаш, бидејќи сме пренесувачи на вести, а никој не гледа. А сепак, тоа е така убаво, така благородно, да може да се помогне на овој начин, на човештвото кое толку страда, на било кој народ, на било кој град. И така спонтано, искрено, се обединува целиот свет под едно знаме, над секое политичко или национално знаме. Независно од било каква политика, независно од секоја религија, бидејќи нашето знаме, знамето на радиоаматерите, е знаме создадено од амблемите на сите народи, здружени во едно знаме без агли, бидејќи тоа е знаме во форма на круг. Delta Kilo 1, please repeat, this is Yugoslav radio station, Yankee United, number 5, Charlie, India. Yankee United, number 5, Charlie, India, calling, standing by, please, over. Yankee United 5, Charlie, Italy. Yankee United 5, Charlie, Italy. This is Delta Kilowatt 1.